Глава 7. Една луда забава. Пред куќата под едно дрво беше поставена една маса и на неа дивиот зајат и шапкарот пиеа чај. Меѓу нив седеше, цврсто спиејќи, еден полски глушец, а другите двајца се беа налактили на него и зборуваа преку неговата глава. Колку ли неудобно за глушецот, си помисли Алиса, само бидејќи спие, веројатно тоа не му пречи. Масата беше многу долга, но сите тројца се беа стуткале само на едното нејзино ќоше. Нема место, викнаа тие на глас кога ја видоа Алиса како им се приближува. Има толку многу места, им рече бесно Алиса и седна на една голема фотелја на едниот крај од масата. Земи малку вино, и рече дивиот зајак охрабрувачки. Алиса погледна наоколу по масата, но на неа немаше ништо друго освен чај. Не гледам никакво вино, забележа таа. Па и го нема, и рече дивиот зајак. Тогаш не беше многу љубезно од тебе што ми го понуди, рече Алиса налутено. Не беше љубезно многу ни од тебе што седна без да те поканиме, рече дивиот зајак. Не знаев дека масава е само ваша, рече Алиса, зашто се чини дека е поставена за повеќе луѓе, а не само за тројца. Треба да ја подсешеш косата, и рече шапкарот. За цело време тој гледаше во Алиса со големо љубовство и ова му беше првата забелешка. Не смееш да се мешаш во туги работи, рече Алиса некако строго, и не биди груб. Шапкарот ги отвори ширум очите кога го чу ова, но се што можеше да каже беше: во што е сличноста меѓу гавранот и клупата за пишување? Ете, сега ќе можеме вистински да се забавуваме, си помисли Алиса. Драго ми е што почнаа да кажуваат гатанки, сигурна сум дека ќе можам да го погодам тоа, додаде таа гласно. Мислиш ли дека ќе знаеш да го погодиш одговорот? Ја праша дивиот зајак. Токму така, рече Алиса. Тогаш треба да кажеш што мислиш, продолжи дивиот зајак. Ќе кажам, побрза да одговори Алиса. Барем мислам дека ќе кажам, тоа е едно исто, зар не? Не е воопшто едно исто, и рече шапкарот. Тогаш би можела да кажеш дека и гледам што јадам, значи исто сосема едно, исто како и јадам што гледам. Би можела да кажеш, додаде полскиот глушец, а и сакам да земам, значи едно исто како и земам што сакам. Би можела да кажам дека полскиот глушец кој изгледаше дека зборува во сонот, дека и дишам кога спиам е исто и како спиам кога дишам. Тоа е едно исто за тебе, и рече шапкарот. Со тоа заврши разговорот и целото друштво за миг замолча. А Алиса размислуваше колку што можеше за да се сети за сите гаврани и клупи за пишување, што не беа баш многу на број. Прв ја прекина тишината шапкарот. Кој датум е денеска? Праша свртувајќи се кон Алиса. Тој го беше извадил својот часовник од џебот и сега незгодно се здогледа во него, стресувајќи го од време на време и приближувајќи го до увод. Алиса помисли малку па му рече: 4. 2 дена задоцно, воздигна шапкарот. Ти реков дека путерот ќе му наштети на механизмот, додаде тој погледнувајќи налутено кон дивиот зајак. Па тоа беше првокласен путер, одговори понизно дивиот зајак. Да, внатре влегли некои трошки, приговори мрзоволно шапкарот. Не требаше да ставаш путер со ножот за леп. Дивиот зајак го зеде часовникот и смрштено го здогледа. Потем го накваси со својата чаша со чај и пак го погледна. Но се што можеше да каже беше само онаа негова прва забелешка. Тоа беше најпрвокласен путер, чесен збор. За тоа време Алиса љубопитно се беше загледала преку неговото раме. Што смешен часовник, забележа таа, го покажува датумот, а не покажува колку е часот. Зошто да не? Промрмори шапкарот. Дали твојот часовник ги покажува годините? Се разбира дека не ги покажува, одговори Алиса подготвено, но тоа е затоа што годината трае толку долго време што не е потребно да гледаш во часовникот за да видиш која година е. Па, тоа е токму случајот и со мојот часовник, и рече шапкарот. Алиса се почувствува ужасно збунета. Забелешката на шапкарот се чинеше дека е сосема безсмислена, па сепак беше граматички мощна точна. Не разбирам што сакаш да кажеш, му рече таа колку што можеше поучтиво. Стаорецов пак заспал, рече шапкарот и му истори на носот малку од топлиот чај. Полскиот глушец затресе нестрпливо со главата и без да ги отвори очите се разбира, токму и јас се готвив да го забележам тоа. Ја решили веќе гатанката, праша шапкарот свртувајќи се одново кон Алиса. Не, признавам дека кренав раце, одговори Алиса. Како гласи одговорот?
Немам поем ни самиот, и рече шапкарот. Не знам ни јас, рече дивиот зајак. Алиса уморно воздивна. Ми се чини дека би можеле да го искористите времето на нешто поарно, им рече таа, а не да поставувате гатанки без одговор. Кога би го познавала времето оно како што го знам јас, и рече шапкарот, не би зборувала за него како за обичен предмет. Не, тоа е како човек. Не знам што сакаш да кажеш, рече шапкарот, климајќи презирно со глава. Би рекол дека ти никогаш не си ни зборувала со него. Може би не сум зборувала, предпазливо одговори Алиса, но знам дека треба да го удирам времето по такт кога вежбам на пијано. Тоа ја објаснува работата, и рече шапкарот. Тоа не поднесува некој да го удира, треба само со него да си во добри односи и ќе ти дозволи да правиш со часовникот што сакаш. Например, да кажеме дека сега 8 часот наутро, значи токму кога почнуваат часовите на училиште. Треба само шепотејки да му го споменеш тоа доверливо нему и додека трепнеш со око сказалките веќе се завртеле пред неколку пати, 12 часа од време за ручек. Колку би сакал да е така, си рече со шепот дивиот зајак. Па тоа би било прекрасно на вистина, рече замислено Алиса, но тогаш што ако не бидам толку гладна за да морам веднаш да ручам? Отправен може би нема да бидеш, и рече шапкарот, но ти можеш и да го задржиш на 12 колку што сакаш, додека не огладнеш. Дали ти си успеаш да го сториш тоа? Го праша Алиса. Шапкарот жално ја затресе главата. Не сум го сторил тоа, одговори тој. Се скаравме со времето пред некое време во месец март. Знаеш токму кога подиве тој, покажувајќи со лажичата на дивиот заек, на концертот што го даваше кралицата срце кога требаше да запеам, и јакот мал летај мижи се прашувам сал како ли се движи. Може би ја знаеш песната? Изгледа дека сум ја чула некаде, рече Алиса, а шапкарот проложи, ако се сеќаваш таа понатака оди вака. Високо на светот се шета во некоја линија што лета лилјакот мал. Во тој момент полскиот глушец се затраси и почна да пее во сонот. Лилјакот мал, летај мижи, лета. И без друго ќе продолжеше се така да не го штипнеа за да престане. И така, уште не бев ја свршил ни првата строфа, рече шапкарот, кога одеднаш кралицата скокна на нози и се развика. Не губива времето, пресечете му ја главата. Колку ли дивјачки постапиле со тебе, се згрози Алиса. И од тогаш, продолжи жално шапкарот, тоа не сака да направи ништо што ќе посакам со мојот часовник. Секогаш покажува на 4 часот попладне, на ужинка, како сега. И тогаш нешто како да исветна во главата на Алиса. Тоа ли е причината што овде се служите само со чај? Праша таа. Да, точно така, и одговори шапкарот вознивајќи. Секогаш останавме на времето кога се пие чај и дури немаме ни време да го измиеме приберот како што гледаш. И тогаш изгледа дека морате да ги минувате местата околу масата? Праша Алиса. Точно така, и одговори шапкарот. Друго не ни останува кога веќе еднаш ќе ги потребиме чашите и лажичињата пред себе. Но што станува кога ги се вратите пак на истото место од каде што сте почнали? Се осмели да праша Алиса. Како би било да разговараме за нешто друго? Ја прекина зевајќи дивиот зајак. Веќе сум уморен од сето ова. Предлагам младава госпогица да ни каже некоја приказна. За жал, јас не знам ни една приказна, рече Алиса доста уплашена од предлогот. Тогаш ќе знае Старицов, викна и обајцата. Разбуди се, еј, Старко! И тие го штипнаа на двете страни одеднаш. Полскиот глушец полека ги отвори очите. Воопшто не запствам, пријатели, веќе со засипнат слаб глас, и слушав се што зборувате помеѓу себе. Раскажи ни некоја приказна, му рече дивиот заек. Ти се молам, раскажи ни, го замоли Алиса. И порно да побрзаш, додаде шапкарот, инаку ќе заспиеш пак пред да почнеш. Си биле едно време три малечки сестри, почна на брзина полскиот глушец, по име Елиса, Лариса и Тилиса. И тие си живееле на дното од еден бунар. Од што рече дека живееле? Го праша Алиса, што секојаш ги отвараше очите кој ќе чуеше дека се работи за јадење и пиење. Живееле од сирупи, и одговори полскиот глушец откако размисли некое време. Да знаеш дека не можеле да живеат само од сирупи, забележа предпазливо Алиса, зашто инаку би морале да бидат болни. Па, кој вели дека не биле? Рече полскиот глушец. Јасно дека биле многу болни. И Алиса си замисли како необична би морала да биде нивната живеачка, но беше толку збунета што веднаш проложи. Но зошто тога живееле на дното од некој бунар? Напи се уште малку чај, ја посоветува сериозно дивиот зајак.
Како можам да се напијам уште малку, одговори навредено Алиса, кога досега воопшто не сум се напила ни капка. Значи сакаш да кажеш дека не си се напила ни капка помалку од тоа, и рече шапкарот. Затоа полесно е да се напиеш капка повеќе, отколку да останеш на таа капка ништо. Ти подобро да не се мешаш кога зборува друг, му рече Алиса. Да се вмешувам? А кој беше тој што му упаѓаше на Снорково додека тој раскажуваше? Праша победнички шапкарот. Алиса не знаеше што да му одговори на ова, па од кога се посуши со малку чај и леп со путер, му се обрати на полскиот клушец и го повтори прашањето. Зошто тога живееле на дното од бунарот? На полскиот глушец пак му требаше да размисли некое време, па потем рече. Затоа што тоа бил бунар со сиропи место со вода. Такво нешто не може да постои, налутено почна Алиса, но шапкарот и дивиот зајак ја опоменаа со едно шшш, а полскиот глушец намрштено забележа. Ако не можеш да слушаш пристојно, би било подобро самата да ја завршиш приказната. Не молам, продолжи, рече Алиса. Нема веќе да те прекинува, можеби навистина постои таков бунар? Да, можеби, и рече налутено полскиот глушец. Па сепак се согласи да продолжи понатака. И така ви велам, овие три сестри учеле како да цртаат. А со шо цртале? Праша Алиса, заборавајќи за своето ветување. Па со сироп, одговори полскиот глушец, овој пат без да размислува ни секунда. Сакам чиста чаша, го прекина шапкарот, ајде да се преместиме за едно место понапред. И тој си го промени местото зборувајќи, а полскиот глушец се намести до него. Дивиот зајак седна на местото од глушецот, а Алиса доста безволно го зазеде местото на зајакот. Единствениот кој имаше полза од ова преместување беше шапкарот, а на Алиса и беше уште понезгодно, зашто дивиот зајак го беше историл сиот бокал со млеко во својата чинија. Алиса не сакаше да го навреди уште еднаш полскиот глушец и затоа почна предпазливо. Но не можам да сватам, од каде на каде можеле да цртаат со сируп? Кога можеш да црпиш вода од бунарот со вода, рече шапкарот, зошто да не можеш да црпиш сируп од некој бунар со сируп? Ти, глупачко! Но тој рече дека тие биле внатре во бунарот, му се обрати таа на полскиот глушец, дури без да ја земе во обзир оваа последна забелешка. Па се разбила дека биле, рече глушецот, и тоа доста длабоко внатре. На овој одговор Алиса толку се побрака што го остави полскиот глушец да продолжи понатаму со приказната без да го прекинува за некое време. И така тие учеле да цртаат. Продолжи глушецот зевајќи, трејки си ги очите, зашто изгледа дека пак му се придремуваше. И тие така цртале се што ќе им паднало до раце. Се што почнувало на буквата М. А зошто баш со буквата М? Праша Алиса. А зошто да не? И одговори дивиот зајак. Алиса замолче како да е мртва. По ова време полскиот глушец ги затвори очите и веќе се губеше во некаков дремеш, но кога шапкарот го штипна, се разбори пак со извит и продолжи. Што почнува со буквата М, како што се моркови, месечина, мислата, мнозинството. Знаеш ли дека постои и нешто што се вика множење на мнозинства? Дали некогаш си видела нешто како цртеш на мнозинства? А сега ти текна да ме прашаш, рече мощне многу збунетата Алиса кога треба. Тогаш не треба ни да зборуваш толку многу, рече шапкарот. Тоа веќе толку ги преминуваше сите граници на грубо поведение, што Алиса не можеше веќе да го поднесува друштвото. Незадоволно стана од масата и тргна да си оди. Полскиот глушец веднаш потоа заспа, а другите двајца воопшто не ја обрнаа внимание, макар што таа се обзирна еднаш или два пати надевајќи се дека тие можеби ќе ја повикаат назад. Кога се обзирна за последен пат, тие се обидуваа да му ја стават главата на полскиот глушец во големиот чајник. Во никој случај не се враќам таму уште еднаш, си рече Алиса тргнувајќи по патеката низ шумата. Тоа е најглупавото друштво со кое сум пиела чај во сиот мој досегашен живот. Токму кога ги изговори овие зборови, забележа дека на едно дрво имаше врата што водеше право во него. Ова е мощно интересно, си помисли таа. Туку денеска и онака се е интересно, мислам дека би можела веднаш да појдам таму. И таа влезе внатре. По втор пат таа се најде во една долга сала близу до малата стаклена маса. Сега морам да успеам, си рече таа.
Го зеде малото златно клуче и ја отвори вратата што водеше во градината. Потем почна да гризе од печурката. Таа си чуваше едно парче од неа во џебот се дека не се смали на височина од 30 на сантиметри. Потем се протна низ малиот премин и тогаш се најде најпосле во убавата градинка меѓу алеите со разнобојни цвеќиња и освежувачките фонтани.